Има повеќе слојни прашања кои треба да се разгледуваат од различен аспект. Да почнеме од најновите. Македонија е распарчена по втор пат. Првиот пат е после 168 година, нели, со поразот на Пидна и така натаму, кај што римјаните ја поделија на 4 македонски републики. Милуваат археолозите да тврдат дека тоа биле 4 мериди, не мериди. Тоа ако се земат изворите, ќе се види дека тоа се 4 македонски републики. Ако земеме во поново време, после Букурештанскиот договор, Македонија е парчосана не на 3, на 5 дела. Најголемиот дел, 51% од етничката територија на Македонија се наоѓа во денешна Република Грција. Грците знаат дека таа територија им е дадена на зелена маса или на тепсија. Не таму 1%. Според неофицијалните пописи што ги имаат направено нашите македонски организации, да кажеме Вино, Жито и другите, во денешна Македонија има до 1.700.000 македонци. Македонија во почетокот на 20. век имаше некаде околу 5.300.000 жители, кога другите државички од двај можеле да се избројат. Друго, ако се земе за континуитетот, што рекле, континуитетот си е воспоставен. Јас не случајно ја покажав оваа карта. Само дали можеш побрзо, бидејќи мораме да завршиме емисијата. Побрзо, овак. Значи, во периодот на Александар Македонски, еден негов генерал или командант, Клит, кој го има убиено после Александар, он се идентификувал со ние македонците. Значи, тоа што често професорот Огинар го зборува и тоа што јас и другите го зборуваме како ние македонци, најмалку има континуитет од 2300, колку се таму 36 некаде години, нели? 26 и таму други 8 и така. Значи, името што спомнав во однос на Пир Македонски, печатите што ги имаме, што значи да имате печат? Овој печат што е овдека тркалезниот од Говрлево, тој е стар некаде со 6000 години, 7000 години пред наша ера. Значи 8000, 9000 години да имате печат. Тоа значи да имате организирано општество, да имате контрола, да ставате нели печат, да потврдувате нечија дозвола и така натаму. Што фактички пишува на тој печат? Бидејќи било поставено прашањето како да се најди врската помеѓу древните македонци и наводно дојдените словени. За мене не постојат словени или името словени, името хелени, али тоа ќе го објаснам ако овдека. Значи од горе надолу и од десно кон лево стои сл, сбо, см. Сал, со Бога, сум. Тоа е 6000 години, 7000 години пред наша ера. Ако се земе предвид дека древните македонци го зборувале истиот јазик, што денес ние го зборуваме, и ако според податоците што ни ги дава личниот секретар на Јустинијан I или на управда Вистинијан, Истинијан, латинизираното име Јустинијан I, еден наш голем македонец, 18,5 километри југоисточно од Скопје му се наоѓа денес селото Таур, родното место негова, а ние немаме ни една сказалка, ни една улица овдека не го носи неговото име. Со 300 маки, благодарејќи на упорноста на професорите од правниот факултет, денес го имаме факултетот, правниот факултет Јустинијан I. Значи, овие работи, ако се земат предвид, тогаш ние ќе видиме дека континуитетот е тука. Не можеле 100.000 така наречени словени, која минале границата, да го променат комплетно составот на македонското население кој живееше овдека и кој го зборува апсолутно истиот јазик. И го имат истото писмо. Јас би замолил, ако може на крај, да ја прикажат древна македонската азбука, табеларниот преглед што го имам дадено, со анализи на современиот македонски... Тоа е ова, нели? Да. Кај што долу е дадено современото македонско писмо, нели, азбуката македонска, таму има само 4 или 5 различни букви, другата цела азбука е апсолутно иста како современата наша кирилица.
Многу ви благодарам. Со оглед дека сакам да ви се заблагодарам